но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која Андон, немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Што не ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во ова издание на Аргументи. Мандаторот за состав на новата влада, Зоран Заев, конечно го достави предлог програмата на новата влада и составот на новиот тим владини министри. И од утре, 3 дена, ќе слушаме расправа во која што најпрви тој ќе го одржи своето експозе, ќе презентира својата програма, а пратениците ќе дебатираат околу таа програма. Еве нова тема, каква влада добиваме, ќе дискутираме со моите вечерашни гости, господинот Рафи Залити, добро вечер, член на Централното претседателство на ДУИ, прв пат во нова. Добро вечер. Се надам дека ќе имате можност повторно да доаѓате во нашето студио да дебатирате. И господинот Оливер Андонов, универзитетски професор. Добро вечер, господин Андонов. Вие сте малку почесто кај нас. Да му дадеме збор на господинот Рафи Залити, но првин ќе вклучам колешката Анита, која има да каже неколку збора за составот на новата влада, да видиме какви министри добиваме и генерално што ново, што старо ни се нуди во наредниот период. Анита? Токму така, Љубиша, стокмена е новата влада, како што веќе сите знаеме. Закажана е седницата на собранието за утре во 11. Часот многумина вела дека некако на Заев изгледа му се брза да помине новата влада. Од ВМРО ДПМНЕ дули обвинија дека нема доволно време да се дискутира за министрите и за предлозите за министри на Зоран Заев за неговиот нов владин кабинет. Меѓутоа, ајде додиме со ред. 15 министри ќе има во новата влада, 7 ќе има министри без ресор. Според информациите од утре во 11 часот ќе започне расправата, седницата во собранието за сите. Ќе ги кажам еве кои се на листата на министри на новата влада на Зоран Заев. Радмила Шекеринска за министер за одбрана, Оливер Спасовски министер за внатрешни работи, Драган Тевдовски министер за финансии, Никола Димитров министер за надворешни, Рената Десковска министер за образование, Љупчо Николовски министер за земјоделство, Мила Царовска министер за труд и социјала, Роберт Алагјозовски министер за култура, Дамјан Манчевски министер за информатичко општество и администрација, а Горан Сугаревски министер за транспорт и врски. За министри без ресор се веќе предложени Кочо Ангјушев, Роберт Поповски, Едмонт Адеми, Аднан Ќахил, Самка Имбримовски, Зорица Апостоловска и Зоран Шапорик. Веќе денеска на големо се коментира околу овие имиња, односно околу составот на новата влада на Зоран Заев. За некои се добри имињата, за некои вела дека не се, дури некои приврзаници на СДСМ и на опозицијата кои што беа на нивна страна за време на цела оваа политичка криза, вела дека Зоран Заев потврлил со некои од имињата кои што се предложени за да бидат дел од министерскиот кабинет, односно од новата влада на Зоран Заев. Но ајде додиме со ред по неколку информации за сите од овие предложените. Радмила Шекеринска треба да го води секторот одбрана. Таа беше пратеничка во повеќе мандати во Собранието на Република Македонија, висока функционерка на СДСМ и вице-премиерка во времето на тројца премиери. Во времето на Бранко Црвенковски, во времето на Хари Костов и во времето на Владо Бучковски. Таа беше и прв човек на СДСМ од 2006 до 2008 година. Електроинженер е по професија, магистрирала на школата за дипломатија и право Флечер во Соединените Американски држави во 2007 година. Стои во незината биографија. Оливер Спасовски ќе раководи со Министерството за внатрешни работи. Тој веќе беше министер за внатрешни работи со пржинската влада, односно со онаа преодна влада која што ја имавме пред изборите во Република Македонија. Многумина го критикува, иако тој велеше дека целта да влезе во Министерството за внатрешни работи е повеќе МВР да не биде партиски орган, како што тој го нарекуваше на ВМРО ДПМН. Меѓутоа многумина го критикува дека со неговото доаѓање во тоа време буквално ги донел кадрите блиски на СДСМ на челните позиции
позиции во МВР. Ќе видиме како сега ќе раководи со ова министерство. Бујар Османи ќе ги предводи евроинтеграциите. Тој бил асистент по предметот хирургија при Медицинскиот факултет Скопје. Има специализација по општа хирургија. Бил министер за здравство во владата на ВМРО ДПМНЕ. Никола Димитров е човекот кој што треба да биде министер за надворешни работи. Одпреговарат за името во времето на премиерскиот мандат на Бранко Црвенковски во спорот со Грција, беше и советник за национална безбедност на Никола Груевски, па беше и кандидат за министер за надворешни работи во владата на Зоран Заев сега. Кариерата ја започнал во Министерството за надворешни работи во 96-та година, каде одреден период бил и заменик министер, беше амбасадор во Вашингтон. Во 1999 година стои, меѓу другото, во анализата на неговата биографија, дека поднел оставка како заменик министер за надворешни работи во времето на Георгиевски, тоа по само неполна година откако бил назначен на оваа позиција. Негов работодавач веќе повеќе години во последно време меѓународната заедница, работи во политичкиот институт во Хаг, кој е финансиран од САД, Холандија и други земји. А според имињата, според листата на нови министри, економскиот тим на новата влада на Зоран Заев ќе го сочинуваат Драган Тевдовски, кој е министер, ќе биде министер за финансии, кој е доктор по економски науки и предава квантитативни методи во финансии и статистика за бизнис и економија на економскиот факултет во Скопје. Магистрирал велат со просек 10 на економскиот факултет во Белград. Неколку години подоцна заминал на постдокторски студиски престој во истражувачкиот центар Креатес при Универзитетот во Данска, и тоа во областа на економетријата. Крешник Бекташи ќе го раководи Министерството за економија. Тој од јули 2016 година е економски промотор на Македонија во Швајцарија. Има завршено на Шефилд универзитетот и е магистар по менеджмент и стратегија. Кочан Ѓушев, едно од позвучните имења на оваа листа, ќе биде вице-премиер задолжен за економски прашања. Тој е македонски бизнисмен, се очекува дека ќе ги спроведува барањата на бизнис заедницата. Предприемач, основач и главен извршен директор на компаниите Фероинвест и ЕДС Energy Delivery System, председател на бордот на директори на Брако и редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје. Студирал на Машинскиот факултет во Скопје, на истиот факултет завршил и постдипломски студии, станал магистар, а потоа и доктор на технички науки. Интересно за Кочан Ѓушев е што Forbes го стави на листата на 5 најбогати македонци според сумата која што ја има на неговите банкарски сметки. Во економскиот дел влегуваат уште и Горан Сугаревски, кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски, кој е магистар за меѓународна политика и дипломатија при Универзитетот ФОН во Скопје, а дипломирал на Правниот факултет во Скопје. Министерството за земјоделство во новата влада ќе го раководи Љупчо Николовски. Тој беше заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во преодната влада по Пржинскиот договор. Дипломиран правник е, вработен во Друштвото за деловен и менеджмент консалтинг, член на Централниот одбор на СДСМ. Садула Дураку ќе раководи со Министерството за животна средина. Дураку е од Липково, каде што е и градоначалник, дипломирал на Машинскиот факултет во Приштина. Бил министер за земјоделство во владата на СДСМ за време на Владо Бучковски. Работел и во Царинската управа, каде што ја вршил функцијата заменик директор. Овој е еден од велат на социјалните мрежи, коментираат дека во оваа влада има и неколку команданти на УЧК, тој е еден од нив. Садула Дураку и алијас командант Вентили, како што го нарекуваат, делувал како дел од терористичката УЧК-она и бил одговорен за прекршување на меѓународните конвенции за заштита на слободите и правата со затварањето на вентилите на браната во Липково, со која целиот тој регион, како и градот Куманово, остана без вода во тој период. Помеѓу предлозите на ДУИ е и Хазби Лика. Инаку тој е еден од лидерите на ОНА во Македонија, еден од организаторите велат на масакрот кај Вејце. Хазби Лика е инаку прв братучет на Нечбедил Лика, кој е еден од приведените во терористичкиот напад во Диво населје. Дамјан Манчевски ќе застане на челото на Министерството за администрација и информатичко општество. Тој е пратеник и подпредседател на СДСМ, координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата во Советот на град Скопје. Во 2015-та бил избран за шеф на изборниот штаб на СДСМ за изборите во 2016 година. Дипломирал 2005-та на електротехничкиот факултет, а бил извршен директор на Еметрон Доел Скопје во периодот од 2006 до 2007. Мила Царевска е името кое што ќе биде новиот министер во Министерството за труд и социјална политика. Таа е подпредседателка на Комисијата за труд и социјална политика на СДСМ и долгогодишен активист во невладиниот сектор.
Два владини ресора, рековме, за здравство и за локална самоуправа треба да ги водат кадри на Алијансата на албанците, на заедни села, а во новата влада нема да учествува движењето БЕСА, како што веќе објавија. СДСМ информираше дека не бил постигнат договор со БЕСА за одредени теми, не прецизираа зошто не успеале да постигнат договор, но велат дека ќе ја поддржуваат новата влада, односно реформите кои што треба да ги спроведе новата влада на СДСМ. Од оние кои што се интересни имиња е дека рековме дека во Казбилика ќе биде за владиниот кабинет за политички систем и односи меѓу заедниците. Потпралот на Дуи Бујар Османик, инаку лекар, ќе биде вице-премиер за евроинтеграција, како што кажавме. А да ги повторам повторно, без ресор се Роберт Поповски, Едмонд Адеми, Самка Ибримовски, Зоран Шапорич од ЛДП, Зорица Апостоловска од НСДП, Аднан Ќахил од Турската заедница. Ова се имињата, има уште многу имиња. Министерот за култура предизвика многу полемики денеска на социјалните мрежи за тоа дали треба неговото име да се најде на оваа листа, но како и да е, листата е веќе направена, предложена е во собранието. Ова се луѓето на кои што типува Зоран Заев како мандатар да бидат новата влада на Република Македонија. Како што споменавме веќе, седницата стартува утре во 11 часот, ќе видиме како ќе се одвива дискусијата и дали ќе има време за дискусија. Љубиша? Анита, ти благодарам за овие детали, за некои профили и карактеристики на членовите на новата влада. Па можеме да почнеме, господине Алити. Ги познавате ли министрите албанци во нова влада? Сите? Па прво добро вечер на сите гледачи на тоа нова, на припадниците на вероисповест, исламска вероисповест, им честитам месецот Рамазан. Дали ги познавам, секако дека ги познавам, сите се членови на ДУИ, сите се активисти и 95% од идните министри се членови на Централното председателство, така што А овие од другите ги македонски познавам, партии? бидејќи долго време и работува, Така, сме работели заедно. А македонските министри ги познавате? Дел од нив ги познавам, бидејќи биле и пратенци, биле активисти на СДС, биле во градско собрание и така натака, тие што биле поекспонирани, да кажем, секако дека Така. нивните настапи Ги познавате, некои ги не, познавам, некои некои јавноста не ги Да. познава. Господин Алити, мандатарот Заев често сакаше да каже дека ова ќе биде реформска влада. Ви личи ли дека според програмата и кадровската екипираност дека таа ќе биде реформска? Секако дека не е јас мислење на Централното председателство на ДУИ, кога донесовме одлука да бидеме дел од владата или да бидеме во владата на мандатарот Заев во коалиција со СДС, секако дека еден од битните моменти беше тоа дека идната влада ќе биде реформистичка влада. Во кои сегменти најмногу очекувате да биде реформистички, бидејќи општеството е еден широк диапазон на економија, политика, меѓуетнички односи, здравство, култура и така натаму. Во Секако кој дека сегмент јас, мислите дека нови приоритети се нужни да се направат, бидејќи вие влегувате во таа влада со таква тенденција? Секако дека реформи очекувам во правниот систем или во судството. Очекувам главна компонента или приоритет да му се дават на евроинтеграциите. Ова го кажувам бидејќи сите политички партии во Република Македонија застапуваат иста теза или цело време зборуваат за евроинтеграциите, али ние за ова време, иако бевме дел од владата со ВМРО, треба да бидеме реални и не успевавме Македонија да добива статус или да биде член од НАТО и да се отворат преговорите со Европската заедница. Така што во овој план ние заостанавме за ова време, иако цело време и представниците на ВМРО ДПМН и во парламентот и надвор од парламентот секогаш збориле со полна уста дека се залагаме како држава да бидеме дел од НАТО и ЕУ. Де факто тоа не се случи и тоа што не се случи, поготово евроинтеграциите, ние како ДУИ плативме дел од таа цена.
Господин Велитов, уште едно прашање, пред да го прашам господинот Донов за неговиот став околу целата ова ситуација. Дуи се наоѓа во една специфична ситуација. Бидејќи бевте долго време заедно коалицијски партнер во власта со ВМРО ДПМН, нешто сработивте заедно, за нешто очигледно што се трудевте, за кој што имавте консензус или договор дека ќе го работите, велите дека не се оствари евроинтеграциите, може би сега ќе бидете во ситуација да имате сосема спротивен став, да браните или да напаѓате нешто што досега сте го застапувале. Па јас сакам да бидем отворено многу нешта. Јас сум бил и подпредседател на собрание, пратеник со многу нешта и ние пратениците на ДУИ не сме се сложиле со политиките на владата или на коалицијата, без оглед што ние сме били дел од тоа. Почнувајќи од уставните промени, грбот кој беше предложен и многу закони од страна на пратениците на ДУИ во изминатиот мандат беа стопирани или не беа гласани. Така што реално ние со све што беше понудено од владата и како пратеници и како ДУИ не сме имале различни ставови, да кажем. Така што дали ќе се случи во идната влада нешто што ќе нема согласност од Централното претседателство на ДУИ и од пратеничката група да биде сервирана или од страна на владата сервирана на парламентот закони и така натака, секако дека ние пак ќе бидеме во тој став дека нема да ги гласаме. Значи ДУИ е секогаш во власта, но постои можност да биде опозиција во власта, така? Доколку па цело време еден дел од пратеничката група на ДУИ били опозиција во позиција, реално кажано, тоа го знаат и нашите колеги од ВМРО ДПМН. Велам еден дел од пратениците, не сите. Добро, тука оставате 3 точки за едно друго прашање, но веројатно подоцна. Господин Донов, вие исто така бевте на некој начин кратко време дел од минатата влада, бевте заменик министер во дополнителен за внатрешни работи. Сега сте директор на Јасен, номиниран од владата во заминување. Од управниот одбор. Од управниот одбор, да. Но сте и универзитетски професор, малку десно ориентиран, ако можам слободно да кажам. Ги следите политички везбеднувања. Како вие гледате на новата реформска влада и како ќе функционира новото парламентарно мнозинство? Очекувате ли дека навистина може нешто да се направи, нешто ново да се, така како што ветува дека ќе направат? Најпрво морам да кажам дека воопшто не сметам владата за реформска. Значи, колку и да се труди Заев тоа да го тврди дека ќе биде реформска влада, јас нити во програмата, ниту во персоналниот состав на владата, познавајќи ги личностите кои се таму, барем оние кои лично ги знам, ниту во политиките кои досега можев да ги видам, а ниту во одгласите кои доаѓаат од надвор, можам да препознам реформска влада. Да бидеме јасни на почетокот веќе, непринципиелниот однос на ДУИ доведе до тоа до што доведе во овој момент, да имаме една ваква влада каква што имаме со 62. Да, ова непринципиелниот, ако можете да го елаборирате. Ќе дојдеме на тоа, господине Алити, ќе го елаборираме многу. Добар екземплар за оваа дискусија сте лично вие по однос на вашето однесување во парламентот во еден период, така да сметам дека беше непринципиелно однесувањето на ДУИ за влегување во оваа влада на СДСМ, но сето тоа беше резултат на некои надворешни притисоци. Само да речите, затоа што не формира влада со ВМРО ДПМН, мислите на тоа, на тој непринципиелно? Токму тоа е непринципиелноста, кога ВМРО ДПМН со мнозинство во парламентот формираше влада 2006 година со ДПА, ДУИ, а посебно еве ме враќате наназад, не мислев да го веднаш елаборирам тоа, но прво тоа е, ќе го кажам, нема никаков проблем. Токму господинот Алити има снимки на телевизијата, беше вака поприлично борбен во парламентот да се почитува волјата на мнозинството, нели? И
кога веќе тоа го спомнуваме и тогаш така избоксувавте со совети од надвор да се почитува победникот со победникот, нели? Тоа истото Ќе него... одиме точка по точка да им биде јасно на граѓаните, бидејќи не е така како вие. На граѓаните многу им е јасно, не е така како господине вие. Алити. Ако сакате, јас ќе ви го елаборирам. Добро, дозволете јас да ви кажам, па вратете се вие на вашиот став. Затоа што демократијата и владењето на правото во една држава не познава победник со победник и реално се согласувам со тој принцип да не постои ниту во една држава како што не постои, да не постои ни во Република Македонија, туку оној кој има најголем број пратеници во парламентот да се обиде да формира мнозинство. Тоа ќе значеше и 2008 година дека ВМРО ДПМН немаше никаква потреба да го вклучи ДУИ во својата влада со 63 пратеници. Не и се, вие бевте вака поприлично борбени лично за да бидете дел од власта, нели, да се избоксува тој дел. И јас само ќе направам една паралела која можеби не е соодветна, но сакам да ја кажам, така можеби ми лежи на душа да сакам да ја кажам. Замислете сега вака пратениците 51 од ВМРО ДПМН да бидат поприлично борбени во парламентот под теркот од вас научената лекција и да вршат притисоци дека они се најголеми, они мора да имаат влада по секоја цена. Очигледно е дека кога на некого од надвор му е во интерес да формира таква влада каква што сега формираше, тоа го прави на начин на кој видовме како го направи и го натера ДУИ да биде непринципиелно, иако сум длабоко убеден дека кај вас во ДУИ имаше и луѓе кои не размислуваат така. Може да... Не се, само дозволете да завршам. Бидејќи ќе ни должите за владата, ама за да има... Па затоа сакав да се вратам на владата. Не, ќе продолжиме за владата. Тоа слушаме Алити што е реплика, па ќе продолжиме за... да продолжиме за реформските капацитети на владата. Да, бидејќи тоа е и темата. Сепак да го точно е тоа 2006-2008 дека јас бев координатор на пратеничка група на ДУИ, дека бев еден од најекспонираните пратеници во овој сегмент што вие кажувате и секако дека тоа го правев со длабоко мој голема жар. Да, и иако нели насилството не е природно во парламентот, така? Не, насилство немаше. Али ако можеме и за насилство да збориме покасно. Така што точно е тоа. Али 2001 година дојде за тоа што албанците цело време беа мајоризирани во гласањето. Тогаш пратениците не, мајоризирани во собранието на Република Македонија. Без нивните гласови, без да ги консултират, тогашните пратеници на ПДП и ДПА беа донесени закони и така натака. Беше ДПА беше дел од ја ве слушав. Дел од владата. Не, ја ве слушав. Беше донесен уставот без гласовите на албанците. Се сеќавате? Добро. 92. Така што 2001 година со промените во уставот, покрај другото, таму има гласање, има гласање и со Бадинтерово гласање. Тој механизам не е во уставот да го брани мнозинскиот народ, туку да го штити вториот народ. Малцинскиот. Не, вториот народ кој е друго прашање, тоа не сме малцинство ние во Република Македонија. Туку сме втор народ во Република Македонија, така. А кој е трет? А трети, четврти има. Да. Земе, читајте го преамбулата на уставот, ќе гледате. И тоа гласање е дел од уставот затоа што ние со помалку пратеници во собранието за некои закони да имаме механизам да ги штитиме интересите конкретно на албанците во Република Македонија. Тоа не значи дека по автоматизам треба да бидете дел од власт. Сега ќе ти објаснам, бидејќи не си бил ни пратеник и не ги знаеш тие работи, затоа и дискутираш овака, бидејќи ние ако не друго, секој кај македонскиот блок партии треба да го почитува етничката заедница или поголемата партија на албанците кои ќе го гласат
да биде дел од владата, бидејќи подобро функционира така. Тоа се прагматични прашања, тоа не се законски прашања, ништо не ми Тој објаснивте. механизам е да се штитат интересите на албанците. Ама зашто го напуштивте тој принцип? Тоа беше забелешката на... Ќе дојдеме до тоа. Значи, вие објаснивте зашто се залагавте за тој принцип победник со победник, го објаснивте. Не, нигде не пишува победник со победник. Победникот кај албанците, бидејќи Луиша. На нас може како албанци да гласате на партија, таа партија да има мандат да ги застапува интересите на албанците и некој лидер, да кажем, кој ги добива изборите кај македонскиот блок партии, да кажува овој ми е пријател, овој ќе го земам, или овој ми е лојален, ќе го земам во влада. Така да? Тоа е демократско право јас, него. да, демократско право, Добро. да, али таа собрание и таа влада не функционира, бидејќи јас Како со не тој функционира механизам... со 62 Нема пратеника функционира? Не. Не, Сега ако да се кажете немаат сеќавате, легитимитет. ние не гласавме ни еден закон кој беше, например, за образование, за култура и така натаму. Добро. Ако на мандатарот му одговара да не му поминуваат законите, тој нема да има мнозинство. А што не му одговара да помине, господин Алити, само тие кои се со Бадинтер врзани? Не. А со Бадинтер се врзани оние кои се однесуваат на правата на заедниците кои не се мнозинство. Јас да ви објаснам дека... Еве, ајде, објаснете ми вие. Нигде нема победник со победник. Туку победникот кај албанците треба да биде дел од владата, бидејќи подобро така функционира. Кај пишува? Добро, а зошто... Каде пишува тоа? Пишува во уставот, Не е бидејќи јас како Каде пишува во уставот дека победничката партија од албанците мора да биде дел од владата? Па јас ви објаснив дека Не, вие ми албанци... објасните како би функционирала можда прагматика, а не ми објаснивте каде во уставот пишува, затоа што тоа го нема во уставот. Па го нема Значи, ние не сме бинационална држава, ние сме граѓанска држава. Така? Не, чекај, не е така. Не е. Како не е така сега? Чекайте Што не е така? Чекайте, само... Македонија е мултиетничка Граѓанска држава, мултиетничка. Ете, дефинирајте го вие како мултиетничка. Реалноста на република. Не. Јас сакам да ме слушаш бидејќи не ги знаеш работите. Добро, ова пети пат ми го велите дека не го знам. Благодарам многу. Јас ви кажам. Нема потреба да ви објаснувам специјалноста која ми е по прашање на Во Република докторатот. Македонија имаме две поголеми етнички заедници. Македонците и албанците. Така се. И потоа Ние имаме мнозинска, ако сакате да го дефинираме тоа по устав, немојте да манипулирате сега, сега зборувате по па што да го дефинираме? Ја ви По кажувам, устав, мнозинство е македонскиот народ и имаме припадници на други етнички заедници кои не се мнозинство. не. Сега не. Чекайте, Како се, ајде да го отвориме само да уставот ве и да вратам. прочитаме што пишува. Вие ми зборувате, значи сега и го толкувате тоа како вам ви одговара. Значи, ако зборуваме за политички да го прагматизам, довршам тоа. Ама- Значи, интерес на било кој мандатар е во влада да биде партијата кој ги интерес на добива било кој мандатар. мандатар, партијата кај албанците кој ги добива изборите да биде дел од влада, Не мора да бидејќи значи. така па не мора да значи, ние го блокиравме собранието. Како ако го се блокиравте? сеќаш. Го блокиравте Со на амандмани сила? со све. Не. Па не не, со имаше сила. и насилство, да. Не, Не и многу се. демократски. Значи така, беше демократски, вака, да ги врати режијава, ако може снимките да Например, бидат демократски. Значи вака, ако мандатарот нема интерес да донесува закони кои се однесуваат на заштита на правата, на културата, на јазикот, на посебностите на заедниците кои не се мнозинство во Македонија, да се изразам во духот на уставот, во цел свет тоа е измишлјотина македонски, иначе во цел свет се вика мнозинство и малцинство. Како сакате толкувајте го, пошто сите сме љубители нели на Западна Европа, на Европска унија. Погледајте било кој од уставите на соседните земји кои се членки на Европската унија, ќе видите како е дефинирано, да не зборувам за другите. Да. гледал јас. Па токму така сте требале да видите што пишува. секако. Така, албанците у Грција дури ги нема признаено, така? Да. Говорете. Значи ние пошто сме недемократски овака расположени, нели? Ако мандатарот нема интерес да донесува тако вид на закони, тогаш не му треба Бадинтер. Односно, таму не вели дека албанците треба да бидат тие кои ќе го дополнат Бадинтер. Не го вели вака. А ќе ве прашам За тие закони, ќе ве прашам зашто во мнозинство- секоја влада има
една партија од албанците во влада. Затоа што сака... Не пишува во уставот. Не Не пишува. сака, не е тоа дека сака. Не пишува. Не може да се формира пишува. влада без албанци. Ма тоа е прагматична приказка, господине Алити. Тоа е класична прагматична приказка, немој да глорифицирате работи ради политички маркетинг. Јас ви кажувам како функционира во едно демократско општество. Ако мандатарот има сам 62 пратеника, не му треба ни еден друг, ни еден не мора да земе никого. Имаше 62 пратеника во МРО, зашто не Затоа што формираше прагматично влада? сакаше да формира со Дуи. Не е прагматично. Интерес, Зошто? држава интерес е тоа, интерес на сите А граѓани. што е прагматичноста ако не е државен интерес? Да кажеме во еден дел. Па вие во име на прагматичноста... Еве, јас тоа се обидувам да ви го објаснам сега. Дека ако мандатарот има интерес да донесува закони за кои треба да има Бадинтерово мнозинство, тој тогаш може да избере луѓе кои се од заедниците кои не се мнозинство. Дали тоа ќе бидат од ДУИ луѓе, дали ќе бидат од ДПА, од БЕСА, од не знам кој друг, и да заедно од вкупниот број пратеници кои не припаѓаат на мнозинството обезбеди. Ама тоа сега се говори, господине Донов. Може да го направи. Добре, тоа се ваши приказни, ваши... Не е приказна, така пишува во уставот, како така зборувате, ја не Па измислувам јас ве ништо. прашам зашто до сега не се формираше влада без албанците. Одговорите ми. Имавме ли влада? Имавме ли? Пишува во уставот? Не. Пишува негде Ма друго јас не. убаво ви реков на вас дека тоа е желба на Не е мандатарот. желба, не е желба. Или Не е желба, односи тоа во е државен интерес, политичките тоа е државен интерес, треба да се гледате прати. да ви кажам. Запрете се. Ако сакате, Значи, вие ако сакате да кажете. Македонија да биде ова што е, мора албанците да биде Сега дел чекајте, сега од ние што секоја зборуваме влада. сега? Само за Зборуваме за малку. тоа што предвидува уставот и законите, кој може како да формира влада, или зборуваме за тоа што е интерес на политичките партии и на политиката во Македонија. Тоа се две паралелни работи. Ја ви зборев дека Ако- имате во уставот Во уставот никаде не гласање стои со дека Бадинтер. Ама сега јас убаво ви реков во Само. Бадинтер Тоа не ништо пишува не ви стриктно значи. албанците. Само. Во Тоа Бадинтер вика пратениците кои не се кои не припаѓаат на мнозинската заедница. Ама тоа е грешка на овој устав, бидејќи сега ностоп ви е грешка уставот, тоа треба да пишува бидејќи стриктно албанците албанците. тамо не пишува, дозволете се. Тамо не пишува, на пример, албанците како втор народ кој се во Република Македонија по бројноста, туку пишува на 20%. Значи, бројката како друга бројки... работа. Друг амандман мешате. Не мешам. Не мешам. На- Јас ви кажувам дека... Заедницата која не е мнозинство, а е над 25% може да го употребува јазикот во Не 25, 20. на 20, на 20, јас не дека на 25 стои, ама добро. Не е битно, не ќе се потсетам да видам. Може да го употребува својот јазик во собранието. Да запреме во малку тука, пленарните господине седници и Донов. така Господине натаму. Лити, ќе... Тоа се некои посебни права А за одговорете поголемиот број на... ми мене зашто ја не водев ни една седница во собранието на Република Македонија како подпредседател. Мене ме прашувате, а вие па сте били тебе- у парламент. Не сум бил ја у парламентот, зошто не сте водели? Ајде кажете ми. Па, ете, јас ве прашам вас. Па не знам, не сум бил член на парламентот тогаш. Затоа што требаше Како да ни го сега. водим, затоа што требаше да го водим според Уставот и Законот за јазиците. Според требаше- деловникот, според и што според стоеше? деловникот Што не ја требаше да ја водим на албански јазик. Добро. Затоа што председателот на собранието ни минута не дозволи друг подпредседател кој му го дозволува деловникот на собранието, тој да оценува кога ќе му Ова се дава ваше на- лични чувства и Не предпоставки. чувство, не Само чувство. лични Ве чувства молам, и мораме да предпоставки. одиме со реклами. Од кај знаете вие со која мотивација морам- тогашниот председател Ве на молам, собрание Антонов. не дозволил да води некој друг седница? Антонов, Гледате, дека на никого не дозволил. Па јас сум зборувал со Сега се вие, ако ќе биде тука тој председател на собрание, зборувајте пред него, веројатно ќе соочите аргументи Да, со да, заедно во- со мене не можете тоа да го расправате. Не, јас Јас не го сум бил расправам со председател на тебе. собрание. Јас ви кажувам, јас сум бил подпредседател на собранието, иако ми дозволува уставот, законот и деловникот на собранието, јас не сум водил ни една седница на мојот мајчин јазик. Знаеш ова зашто го Водевте вие кажувам? седница на собрание? Само е молам. Знаеш господин зашто? Уопшто водевте ли Не, седница не, на собрание? не. Знаеш зашто ви го кажувам ова? Бидејќи јас еден ден пред да се гласам за само дозволете да бев завршиме прашан после него. од новинарите како ќе го водиш седницата. Сум им рекол дека во склоп На законот на уставот, законот Така и е. деловникот. Добро, и што е тука И спорно? Трајко ме праша, значи на албански, да. Што е тука спорно? Стоп. И тој Ама вие зборувате ли една во минута парламентот на албански? не Што е даваше спорно на тука?
Ниедна минута не дозволи. Ама че вие лично се чувствувате нешто повредени, погодени, тоа Не, немате мене да ми го кажувате. Албанците. Немајте така. Се работи за Вемо. права на Не, албанците. Вемо, Јас сум аналитик. бив Со што се представник на скратени Албанците. правата на албанците што вие не сте воделе седница Господин Андонов, не отварате нови прашања, да барем да завршиме со Ајде, да, се реклами, согласно па со ќе Љубиш, продолжиме. ајде да се вратиме на објаснувањето за реформската влада. Само да направиме една мала пауза за реклами, а потоа ќе продолжиме и на истиве теми, бидејќи се добри за расчистување. Еве не во аргументи по една интензивна полемика меѓу моите двајца гости, господин Рафиз Алити и Оливер Андонов. Господин Алити, ја на крајот малце не разбрав, би прашал дали, бидејќи ова полемика почна заради една забелешка на Андонов дека не принципиелно дуи се однесува бидејќи не формираше влада. Вие објаснивте дека принципот на победник не бил буквално така сватен, туку победникот меѓу албанското гласачко тело треба да влезе во владата. Да. Но тоа е исто, тогаш не одговорите на забелешката на Андонов. Зошто не принципиелно се однесувавте сега? Зошто тој принцип не го продолживте, ако го разбрав Андонов? Бидејќи тоа беше таму каде што ве допре за да реагирате. Не одговорите на тој дел. Не, прво на сите граѓани треба да им биде јасно дека бандитеровото гласање со бандитеровото мнозинство во собранието беа доста иритирани заради тој однос. Токму затоа што со тоа гласање се штитат некои права што се гарантирани со уставот на албанците во Република Македонија и на другите помали етнички заедници. И на Мислим дека ова е јасно. не се мнозинство. Добро. Ако некоја партија кај албанците, велам, која ги губи изборите и трча да биде дел од владата, тоа е вазалство. Кој нема легитимитетот на албанците да ги представи или да ги заштити правата на албанците. Не случајно, ние албанците имаме наши политички субјекти во Република Македонија и тоа што го ветуваме треба да го реализираме. Ако не го реализираме, секако дека ќе доаѓа казната кај нашите гласачи, токму за тој политички субјект. Така да, ама зошто ВМРО апропо на ова, кој ги штити интересите? Затоа што не влеговте во влада. Кој ги штити интересите на македонскиот народ? Чекайте, Апропо на ова, кој е мнозинство во парламентот? Значи не може така сега, не. Така, бидејќи Да го расчистиме Бадинтер, господине Алити. Да го расчистиме. Бадинтер вели за законите за кои е предвидено двојно мнозинство, а се мисли на мнозинство плюс Бадинтерово мнозинство, подразбира да гласаат покрај мнозинството пратеници во парламентот, да гласаат и мнозинството од пратениците, не од албанците, од пратениците кои не припаѓаат на мнозинската етничка заедница во превод македонската. До промени на уставот не дојде заради бошњаците, ромите, власите, србите и турците. Дојде за тоа што албанците беа... А тие се луѓе од пониска класа? Не, Па зошто? Како? Нивните права не се еднакви како и вашите и моите? Сега вие застапувате теорија дека не мора победничката партија меѓу македонците вие ги менувате тези формира влада. Не ги менувам, ги кажувам како што пишува во устав, ве молам. Немојте да импутација. Во праксата до сега не беше така. Значи во праксата до сега и ВМРО, ДПМН и СДСМ формираа влада. Дури со не сте во право. 2006 година. Да. Значи, не ја гледам 2002, тоа беше по промена на уставот. 2002 беше чиста приказката, победи СДСМ, драстично изгуби ВМРО ДПМН. Тогаш втора партија со која тој можеше да формира после ВМРО беше ДУИ и си формираа влада 2002. Кај што исполнуваше и услови по однос на Бадинтер. Зашто дојде до мајскиот договор? Да, тоа е прашањето, зашто дојде до мајскиот договор? Дојде, ајде да го елаборирам, ќе дојдам и до мајскиот договор многу брзо. 2006 година. ВМРО ДПМН имаше мнозинство и формираше мнозинство со НСДП, ако се сеќавате добро, подршка имаше и од тогашната ВМРО Народна и од ДПА, како традиционален партнер на ВМРО ДПМН. ДУИ, почувствувајќи се загрозена поради крајно лукративни и тривиални причини, а не од заштита друга,
направи што направи во парламентот и лобираше во меѓународната заедница, од каде што дојде до притисок врз ВМРО ДПМН, и тоа беше една од грешките кои ВМРО ДПМН ги прифати, да формира така наречен мајски договор, кај што беше победник со победник. Так, и стоеше до таа. И ВМРО ДПМН си стоеше до тој џентлменски договор до 11, односно до 27 јануари. Добро. Кога непринципијално ДУИ влезе во креација нова влада со СДСМ, дојдовме до оваа состојба во која сме денес. Така и го почнеме муабетот. Така и го почнавме муабетот. Значи ВМРО би останала на таа теза. ВМРО ќе останеше. Вие сега велите дека не е добро дека за мене лично, јас како универзитетски професор, како човек кој се занимава со движењата општествени, со етнополитичките мобилизации, влијанијата на етнополитичките мобилизации врз конфликтниот процес, јас тоа не би го прифатил како такво, затоа што зборувам за, ако зборуваме за демократија граѓанска, каде што ама тоа сега е таа победникот може да сега ВМРО ДПМН прифатило една политичка прагма во тој период, дали по нечија сугестија, дали процениле така во тој период, тој е нивен проблем, но они треба да се одговорат на тоа секако. Но поаѓајќи од тој џентлменски договор и почитувајќи го, ДУИ сега направи непринципиелен чекор. Али ти одговори. А ќе се вратиме и на Бадинтер да го објасниме. Не дојде до влада со ВМРО ДПМН, ние све другото го договоривме и законот за јазиците, за албанскиот јазик да биде во склад со уставот и така натака. Не дојде и за министерства и за све беше договорен со ВМРО. Не дојде до формирање на влада со ВМРО, со ДПМН, затоа што ние покрај другото, ако добро се сеќавате, имавме 4 точки за кои рековме дека нема да преговараме. Една од тие точки беше СЈО или специјалното јавно обвинителство. Дека треба да му се продолжи мандат. ВМРО таа точка не го прифати. И токму затоа дојде до тоа ние да немаме влада со ВМРО ДПМН. Бидејќи ние бевме заинтересирани и сме заинтересирани и во ова влада да се обелоденуваат сите случаеви во Република Македонија, почнувајќи од Сопот, Монстром, Ѓорче Петров и многу други случаеви и аферата за прислушкување да се обелодени, бидејќи ДУИ го плати повисоката цена токму од овие афери кои до крај не се расчистени во Република Македонија. Во ова влада има ли сега луѓе кои што ние веруваме и се тоа на крај краја после на надежда ќе умре човекот. Ние веруваме дека СЈО ќе треба овие случаеви и новиот мандатар Заев кој обеќаваше на албанските гласачи дека сите овие афери ќе ги обелодени и ќе ги тера до крај, почнувајќи од Монстром, Диво населе или Лаѓа е Тримаве, како ние на албански го кажуваме, Сопот, Ѓорче Петров и така натака. Ние сме цврсто во тоа, ќе го држиме и новиот мандатар убедени дека овие случаи треба да се обелоденуваат. Бидејќи на крај краја во Смилковското езеро беа убиени 5 мина, меѓу нив и деца. Луѓето лежат во затвор, сите кои се обвинети, сите се од доживотен затвор. Јас, па и во ДУИ, баравме транспарентно судење. Некои од нив можда, ако се виновни, јас не знам кој е виновен, али цврдо сум убеден дека не е овие што седат во затвор или се судат за живот. Не знам. Зашто ова го кажувам? Бидејќи ако некој од нив пукал во децата, некој им држи пат или ги треба да се каже кога во пресудата, кој каква улога имал, а не сите да им се суди со доживотен затвор без да му се кажува дека овој пукал, овој помагал, овој правил ова, овој.
тоа. И токму затоа нашите сомневања се дека тој случај не е расчистен до крај, значи интерес на Република Македонија и на граѓаните без оглед македонци и албанци е да му се продолжи мандатот на СО и аферата за прислушкување да се обелодени до крај. Ние бевме Морам дел да од ве прашам владата, нешто сега, господин аналитик, бидејќи се фативте за СЈО само, да ве прашам нешто, дали може би СЈО ќе го расчисти Телеком во кој Али Ахмети обвинет? Само ќе ви одговарам на све. Ние сме заинтересирани сите афери во Република Македонија да се обелоденуваат, па и Телеком. И самиот Амети изгледа се рече тогаш за аферата за прислушкување, све што има и приватни разговори, нека ги обелоденува. Али не е све едно. А на Заев му побаравте ли неговите разговори да ги обелодени? Само нешто. И да каже кој му ги даде материјалите, кој почна со Можете вие мене да ме прашате дали јас сум го прашал Заев или не. Па сега рековте дека го држите Заев за тоа што ви интересира, за тоа што очигледно не ви интересира, нема да го држите, нели? Па прислушкувањето дел од тоа и тоа што и Пуче дел од прислушкувањето, така? Апсолутно. И Телеком е дел од прислушкувањето, нели? Да завршим, па Ајде, завршете. Така што ние сме заинтересирани да се обелоденуваат сите случаи. Без оглед дали во некој случај ги засегнуваат албанците, македонците или некој друг. Интерес на ова држава е да се обелоденува секој случај од овие што ги наброив. Полесно ќе биде и за мене, и за тебе, и за секој албанец, и за секој македонец. Без оглед кој е вмешан во тие случаи. И се случи диво насилие, нели? Има во прислушуваните разговори, има и луѓе од службите во Република Македонија кои директно седале, еден албанец, тој е ваш кадар. Не е наш кадар. Како? Тој е професионалец кој работи во Тогаш професионално ќе одговара како што треба професионално да одговара и тој кој ги обезбеди материјалите, одnosno кој вршел прислушување. Чекај, јас. А тоа не се утврди никогаш. Детално. Кој стои позади наредбите да се врши прислушување и лично сметам дека сега малце ја изместувате темата, зборуваме за влада, а не зборуваме за прислушување, но ако сакате да зборуваме за прислушување, ова е влада, да. Јас реков дека и за нас од баравте ли од Заев и онда да одговара во прислушувањето? Сега ќе ти одговарам, Или седи на место на Љубиша, да се обрасам. Добро, сепак е дебата, има право да... Па ние имаме дебата, вие правите дебата. Модератор. Ако вие Ја само се грижам за некоја рамноправно застапено. Вашето мислење. Значи, ние сме заинтересирани и аферата за прислушкување да се обелодени до крај. Не е сведно за мене, и за Али Амети, и за Дуј, па и за вас, свеедно дали дал наредба, како што вели Заев, Никола Груевски и Мијалков. Или може би дал наредба Верушевски? Сега, не, дозволи јас да го елаборирам. Ајде. Или ако сакате, повелете зборите, јас ќе Ајде, продолжите вие. Добро. Па така вие... Добро, само резимирайте за да може и тој да реплицира. Не, тоа да... Не, продолжите, само дајте му шанса после и на Андона за да... Кај нас албанците е ред тој што е горе во собата, постариот ќе збори, другите ќе слушаат. Сега јас како помлад треба цело време да ги замолчам, а? Добро, ако така треба сега. Следите, ама во демократските средини е нормално да опонирам. Не, дозволи само ово. Ние сме заинтересирани, ја реков, и случајот за прислушкување без оглед од каде дошол наредбата да има прислушкување. Јас не сум убеден, тоа треба да му убеди судството и страгата, не Заев или Никола Груевски, дека странски служби, наши служби и така натака да ме убедуваат дека не прислушкувале. Ние имаме држава, има закон кој сме, како сме да се прислушкува и така натака. И зашто ова го кажам? Да, поентирайте, молам, поентирайте. Да, бидејќи не е свеедно за мене да бидем дел од владата или Али Амети и така натака, а во државата да има прислушкување, а ние како власт не знаеме кој не прислушкува. Така, добро. Тоа беше поентата, така. Ние не знаеме. Така? Добро. Епа, токму затоа треба да ја прашате. А тоа е ексклузивно право, според мене, значи го имале македонците да не прислушкуваат.
без оглед тоа дали се социјалдемократи или ВМРО. Немојте, господине Алити, на етничка основа да ја вртите приказката. Ние не знаеме само колку двајца тројца од извршителите конкретни. Дали ја знаеме целата приказна во јавноста од Вие сте биле еден ден и министер за внатрешни. Знаете дали меѓу тие што не прислушувале имал некој албанец во тој тим? Вие сами кажувате Верушевски. Ете, јас ке ви верувам дека Верушевски. Дали имал некој албанец во својот тим? Добро, како некој не прислушува. Јас не водев евиденција на тоа кој е вработен во оделот таму кој го врши тоа, дури не ни влегов таму. Па затоа кажам дека тоа, затоа ви кажувам дека таа ексклузивно право немаше во право. Немаше да ви биде полесно ако имаше и албанец таму што ви прислушува. Сигурно ќе ви беше мило, а? Полесно, да. Полесно ќе ви беше. Полесно ќе ви беше, на етничко основа е полесно кога. Па зашто ќе имаше еден македонец, еден албанец, убеден дека има луѓе албанци во таа служба. Убеден сум дека има луѓе албанци во таа служба. Барам ќе беше мултиетниско. Нели? Јас сум убеден дека луѓето дека има луѓе. Убеден сум дека луѓе кои се припадници на етничката заедница на албанците работат во тие служби и тоа не е ништо чудно, но мене ми е поентата нешто друго, само да го искоментирам кратко. Како ќе ја прашате Катица Јанева и СЈО зошто го ослободи Заев да не го гони по однос на Пуч, кога имаше чисти аргументи за тоа? Тука треба да го барате одговорот. Кој прислушувал, зошто прислушувал и како прислушувал? И ве молам, затоа реков, дегутантно е да зборуваме за прислушувањето, бидејќи СЈО е инструмент во рацете на Заев. И не беше вашиот проблем СЈО. Тоа ви е муавет за пред јавност, да така кажам. Тоа ви е теорија за пред јавност. Вашата основна приказка беше мора да го поддржите Заев, бидејќи да се вратам, нема веќе да расправам ни за Бадинтер, ни за ништо, бидејќи не можеме да го дорешиме. Само една реченица. Не дезавуирајте, непотребно ќе расправаме за Катица Јанева. Една реченица. СЈО го гласавме сите 4 партии. Така? И може ли без една политичка партија да се смени? Чекај, тоа е нешто друго. Не, чекај. Не може? Не реков ја, вие кажувате. Па може ли не може, одговорете ми. Чекај, ќе ви одговорам. Јас на тоа што почнав. ВМРО, ДУИ, СДС и ДПА се договориле 4 лидери со меѓународните посредници. Со одреден мандат. И да го гласаме законот на СЈО. Добро. Со мандат. И сега, не, тоа е нешто друго. Како нешто друго во законот е тоа? Нешто друго, таа точка не се договори. Вие толку сте нестрплив, што не знаете и да дебатирате, на жалост. Ама не, вие рековте... Знаеш зашто ви го кажувам ово? Бидејќи јас не зборувам за законот, јас зборувам тоа што беше договорено. Да, што беше договорено? Да се гласа законот за СЈО, да го бираме. Катица Јанева беше предложена она да формира тим и така натаму. Не, ама вие рековте дека не се договорите со ВМРО заради продолжување на мандатот. Цело време јавноста се манипулира во Република Македонија дека СЈО е инструмент на рацете на Заев. Зашто тогаш ние го гласавме? Ние бевме власт. Тоа е друг муабет. Па како друг муабет? Не, тргнавме од муабетот, зашто не направите коалиција? Вие рековте заради нешто гласување околу продолжувањето на мандатот на СЈО. Не, Андонов кажува дека тоа е инструмент. Тоа е негов став. Тоа е негов став. Тврдам дека е тоа мој став на многу начини ќе ви го докажам, но тоа е став. Значи вие продолжите господине Алити. Не го негирам тоа дека е ваш став. 4 лидери на политички партии го договорија законот за СЈО и без согласност на било која од 4 страни не може да се продолжи СЈО да функционира. Мандатот на СЈО е по закон одреден на 18 месеци. Точка. На 30 јуни завршува мандатот на СЈО. Што отвориле до тогаш отвориле, ќе се тера, другото нема да се отвара веќе. Мандатот на СЈО е 5 години. За завршување на предметите 18 месеци за... Не манипулирате со јавноста. Овој член дека може да отвори други предмети, точно е дека е така 18 месеци. Тоа го зборуваме. А 5 години, ако за 5 години судовите не ги завршат на некој друг можеш да му предаваш мачка увреча, мене не. Ма кој ви продава, немате такви муабети овде пред јавноста дека ја ви продавам нешто што не е вистина. Што не вистинито кажав јас? Кажувате дека мандат СЈО има 18 месеци. Немојте да манипулирате. Точно реков, за поднесување на
Да, обвинение. обвинение. Така реков. Не, земете го, слушате го, сега ќе гледа. Како се земе, ајде да ја вратиме назад емисијава да видиме што сум кажал. Да ја гледаме во 11 што сум ви кажал. Добро. И потоа што е отворено да се доработи. Сега, бидејќи ви реков, не ви е вам проблемот сајо. А што не е? Воопшто не ви беше проблемот сајо. Вие бевте притиснати така како што бевте притиснати. Зошто? За да оваа... Ама вие мислите така. Па не е така. Јас ви кажувам, јас не зборувам за ставовите на ВМРО. Алити, ама сепак нека каже. Ама не, ама тој зборува во име на Дуј. Јас сум овде да зборувам во име на Дуј. Ама нека доврши што мисли за Дуј дека го нападне, па вие знаете го Дуј. Пред цела јавност во Република Македонија кажувам дека не. Од љубов кон правдата тоа Дуј го направи. Така? Тоа сакате ми кажете? Од љубов кон што? Па не дојде до согласност на тоа точка да му се продолжи мандатот. Точно од љубов за кон отварање и на другите предмети. Од љубов кон правдата, Дуј, од љубов кон правдата. Не, од интерес за правда. Дуј рече интерес за правда, бидејќи имаме многу случаеви кои не се расчистени до крај. Случајот Сопот кој ви го отвори? За време на СДС. Да. Живи здрави. Живи да здрави, да сте сега ќе ви го реши заедно. Не се, ајде да се вратиме сега на ова што го... Требаше судството да го реши. Ама зашто кажувате Треба Заев? судството да го реши. Па вие се повикавте на Заев. Заев ви ветил дека ќе го реши, така кажавте. Тој добил гласови на албанците ветувајќи дека овие случаеви... Што, ветувајќи кантонизација во Швајцарија? Затоа доби гласови на албанците, затоа 70.000 албанци гласови. Ја измислува. Па тогаш Заев измислува што зборуваше во јавност. Која партија на албанците бараше кантонизација, федерализација и така натаму. Јако ете, јас ви кажувам... Ајде да ја прочитаме платформата, нема врска, декларација. Платформа и сфера, ако има платформа, јас ви реков дека има декларација. Така ми рековте, да. Ворете. И јако за мене, ја ви кажувам многу отворено, тоа сум го зборил и со луѓе од ВМРО и со СДС. Во Република Македонија не треба да има табу теми. Во Република Македонија треба да се отварат сите теми, али да бидат во интерес на државата и на граѓаните. И треба да има мнозинство во парламентот кое ќе гласа, како што ви кажав, дека треба да има мнозинска политичка партија која ќе носи власта и која не мора да биде обврзана за правење бадинтер. Одиме со реклами уште еднаш, а потоа ќе продолжиме. А вие ми зборувате за политичка прагма? Одиме со реклами. Со бадинтер да ги заштитам ја. И други луѓе протестираа 60 дена. Ама не е така. Не. Протестирате ли? Не сакам да зборувам, не ме терајте. Мене ми беа колеги и тија и не сакам. Ма не, ние не ги разгубаме сега колегите, немојте така. Друга е поентата на разговорот на персонален. Утре, значи, во 11 сат ќе имаме прва собраниска седница, ќе председава господинот Талат Џафери. Две прашања. Дали ќе говори на албански, тоа пака меѓу народот се говори, едно, и второ, бидејќи ВМРО ДПМН не го признава неговиот легитимитет, односно легалитет, дали ќе присуствува на таа седница, најверојатно да, и како очекувате да помине расправата? Значи, на првите два прашања јас не можам да ви одговорам. Нити сум јас Талат Џафери да знам што ќе правам во парламент. Уставот, ако му дава можности, може да ќе искористи таа можност. Дали ВМРО ДПМН ќе присуствува... Не бе на координација, денеска така да... И тоа не знам, но дека се во право што не го признаваат, се во право, бидејќи изборот беше нелегален и за волја на вистината, Талат Џафери се уште за мене лично е узурпатор на местото и самонаречен председател на собрание. И еден ден, ако судиме по закон и по правда, пошто имаме љубители на правда, нели во држава, сите ја љубиме правдата, тогаш треба да одговара и тој, и Заев, и Ферид Мухич, што читаше, што не му доликува на професорската фела тоа да го прави, на искуството кое го има, и Мисовски и сите останати ќе треба да одговараат за прекршување на законот и узурпирање на правото за говор у парламент. Прагмата која ќе се влезе во собраниската сала мора да има работа, значи мора да се даде збор на секој собранник. Прагматично дали ВМРО ДПМН ќе учествува, не знам, значи што ќе направи. Можеби јас би учествувал во една расправа со тоа што
на некој друг начин. Многу важна е улогата на опозицијата. Цело време говориме за новата влада. Вие зборувате сега зборуваме за важноста на опозицијата, но на опозиција на Заев, која бегаше од парламент додека не доби странска подршка за да прави тоа што правеше. Затоа велам дека е важна улогата на Која опозицијата. важна улога ја изигра Заев во изминативе години, сем што ја уриваше државата и не доведе во оваа состојба во која дојдовме. Значи, се согласувам со вас. Важна е улогата на опозицијата, но во една нормална процедура уште поважна е улогата на мнозинството кое треба да го почитува законот. Така е. Опозицијата не сноси одговорност за состојбите во државата. Заев ќе изгласа влада. Неговото ново парламентарно мнозинство, дали тоа ќе го направи утре? По експресна постапка, крачејќи ги сите закони, забранувајќи можеби и повторна дискусија на пратениците од ВМРО ДПМН. Дали ќе го направи тоа за 3 дена кога е крајниот рок кога мора да се гласа за влада по закон? Тука е веќе ограничена дискусијата за влада. Тоа е прашање кое ќе го диктира мнозинството. Како ќе се однесува ВМРО ДПМН, јас не можам да знам, јас не учествувам во договорите и во работата на пратеничката група на ВМРО ДПМН и не знам што прават луѓето. Јас лично би имал свој став, но кога би бил таму, би го кажал тој свој став. Само дозволете ми сега да се вратам на онаа што почнав да го зборувам. Да, поведете. Токму реформската влада, така наречена на Заев, има една единствена цел. Ке му бидат одврзани раце да гледаме разни смешки и циркузи низ државата и малтретирање на луѓе и живување, ништо од подобрување на животот и од подобрување на етничките права, за кои толку љуби да говори господинот Алити, затоа што има задача да го подготви теренот и да го промени името на Македонија. Бидејќи Заев не случајно е избран таков каков што е, да спроведе работа која треба да отвори простор за една друга геополитичка игра и да се спротивстават нечии стратегии на нечии други стратегии на суперсили и големи држави кои ги имаат во регионот. А тоа е? И во целата оваа работа ние сме, така да кажам, минорни како држава, очигледно, и за жал и македонците, и албанците, и турците, и србите, и бошњаците, и сите граѓани на Македонија сме доведени во таква состојба. А може ли да се случи тоа без референдум, без улогата на опозицијата? Значи, имајки го искуството... Бидејќи сега тоа мислам дека влезе во програмите на сите партии. Значи, вака, имајки го искуството за референдуми кои ги организира СДСМ, како што беше референдумот за локална самоуправа, многу ми е јасно што ќе се случи. Значи, многу ми е јасно. Дека ќе има мнозинството од граѓаните кои што ќе гласат за промена на името? Така е. Тоа ќе го дотера до таму. А со една единствена цел. А тоа е... Мислите во тоа ќе придонесат и албанците, бидејќи мнозинство? Граѓани на Македонија се како. Имаат право на референдум. Тоа не е прашање само кое се однесува на македонците, иако ги засега само македонците. Не, тргнав од изборните резултати, на бројките, колку имаат едните и другите за референдум. Значи, ќе излезат половината, и ако мнозинството гласа, тогаш поминува работата. И тоа може така да биде. Ќе има уште една длабока поделба меѓу сите граѓани, ако биде пата таков резултат. Лош за било каква одлука. Дека имајки го предвид начинот на организација на референдуми, искуството од СДСМ, ако е тоа целта за која што вие говорите, сега не можеме да знаеме, јас не знам дали е целта промена на името. А во меѓувреме, значи тоа е геополитичката цел, која мора да се случи, очигледно, пошто натаму не буткаат, и Заев си го има земено тоа. Имате сознание за тоа? Можете само кратко да ми одговорите кога зборувате за геополитиката, дека не буткат, каде не буткат? Во промена на Не на името, државата, геостратегиски интерес. Геостратегиски интерес на Македонија? големите сили, не, ти зборуваш за големите сили. Ние сме на линија на оган, господин Алити. Не, сме на линија. Прашувам дали не буткаат во... Не ти држи. Многу ми држи. Ние сме на линија на оган. Не гурат кон НАТО и ЕУ или кон Белград и Москва. Повторно манипулирате. Зборите конкретно. Не, повторно манипулирате, се обидувате пред јавноста да манипулирате. А вие зборувате за големи геостратегиски интереси. Токму за тоа зборувам. Ајде да ви објаснам, само не ме прекинувате. Каде сакате вие да одите? Во НАТО. Не бе, вие каде сакате? Во НАТО. Па тогаш што има лошо? Што има лошо да бидеме во НАТО? Сакам во НАТО како Република Македонија, не икам во НАТО како... Кој ти рекол дека ќе се менува името? Ај ќе видиме. Па ќе видиме. Ајде да видиме.
Ама Еве вие јас толку ќе му честитам на зборувате. Заев ако не примат како Република Македонија во НАТО. Ама тоа е прашање што треба да го видиме. Сега Тоа е истото. Ама вие зборувате дека Значи ние допеате ли на самитот 2008 година во Букурещ да добиеме за тие отворена граѓани, понуда? за тие граѓани кои не се информирани, вие се правите видови дека знаете што ќе се случи во Не, јас не се правам видовит, мене не ми треба да бидам видовит. Па цело време зборувате. Јас ви зборувам врз основ на показателите, врз многу индикатори кон што се води приказката. Врз показателите кои Заев ги води во политиката. Врз показателите кои во меѓународните Добро, тоа ќе треба да почекаме. Сепак се Значи, претпоставки на нас мора да ни биде јасно дека ние се наоѓаме на линија на оган помеѓу Америка и Русија. Зашто на Заради нивните геополитички интереси тука. Нашиот геополитички интерес е членство во НАТО и во Европска унија и тоа е кристално јасна работа. Немој личен. Не. Тоа е интерес на Република Македонија. Добро. А да ви објаснам дека не е пак така. да ми објасните. Што, не е наш интерес да одиме во НАТО? Не, да ви објаснам дека не е така како вие им го пласирате на граѓаните. Господине Алици, вие како наставник имаме уште малку време. Имате очигледно навика да пред децата објаснувате и на децата да им објаснувате. Јас сум универзитетски професор и на моите студенти не им сега ја вас да ви кажам. Јас сум представник на ДУИ. Ајде кажете политиката на ДУИ, оценката на ДУИ која е? Јас ќе ви кажувам. Ајде, вие кажете ми. Вие ми. грешите кога кажувате дека големи геостратегиски интереси ќе го преместуваат Македонија ова она со промена на името и не знам што. Слушајте ме внимателно. Ние, како држава, сите партии, барам декларативно, сме се изјасниле дека сме за земјата да се интегрира во НАТО и ЕУ. И тука треба да се стави точка. Добро и за мене нема тука ние сме во оганат. Ако некој сака да го стави Република Македонија во оганат, се тие луѓе кои седат по улиците цело време демонстрира и најзасегнат за формирање на нова влада беше Белград и Москва. Ние треба да ги браниме нашите интереси како Република Македонија. Не интересите на Москва и на Белград. Секако дека секоја земја си има своји интереси. Ние имаме интерес како држава Кои ги брани интересите на Москва и на Белград? Тие кои беа на улици. Ајде, немојте да манипулирате, да ги навредувате македонските граѓани. Па имам точни информации. Ајде, кажете ги точните информации. Јас имам поточни од вас информации, дека тоа нема врска. Добро. Да го довршам. Добро. Зашто добро е да објасните го зашто добро? Интерес на Република Македонија има да имаме добри државни односи со сите земји во светот. Добро, се согласувам. Интерес на Република Македонија е да има коректни и добри односи со соседите. Добро и ова никој не го негира во Република Македонија. Добро. Има ли сигнали, господин Алити, дека Али ова што го кажувате вие, геостратегиски интереси, поместувања, некој ако сака да го поместува Република Македонија кон Белград и Москва греши. Знаеш зашто? Ма зашто вие ностоп пакувате дека некој сака Македонија да ја помести кон Белград и кон Москва? Тоа не е точно. Вадите контекст. Не, Љубиша. Ова мора да го расчистиме. Ова останува дека господинот Алити ми ампутира приказна дека јас завршам. Не, нема да завршите затоа што не ви дозволувам да завршите сега затоа што сакам да ви образложам. Затоа што вие импутирате дека јас зборувам дека Република Македонија се поместува, некој сака да ја помести кон Белград. Не е точно. По кој знае кој пат кажувате работа која воопшто не е точна. Воопшто не сум ја изустил. Значи треба ли да ви одржаме на предавање за геополитички односи господине Алити? Српски агенти имаше во собранието. Ама тоа не го пратил никој од Македонија да оди таму тој. Тоа е дипломатски гаф, тоа е проблем на Србија, тоа не е проблем на Македонија. Тие луѓе кои беа во улиците заедно влегува со нив. Ама, значи, што сака така, тој српски агент ги ангажирал тие луѓе да влезат. Ајде, ве молам сега, значи само да завршиме, Немојте. Да завршам. Ова се манипулации што ги кажувате. Значи, кристално јасна е работата. Никој не ги познавате стратегиите на големите сили, а на Македонија основна стратегија и интереси е НАТО и Европска унија. Дали сметате дека ќе има капацитет владава, имајќи го предвид навистина тешкиот спор со Грција што трае многу долго време, кој се работи навистина за прашањето за спорот околу името, дека овие односи може да се придвижат и дека ние може да се придвижиме напред кон членство кон ЕУ и НАТО и на кој начин би го направиле тоа, ако не е промена на името?
Јас прво ќе кажувам дека на Македонија му се случува ова што се случува по улиците, тоа што му се случуваше на Црна Гора. И тамо сите политички партии декларативно беа за НАТО, али имаше опозиција која ги запали институциите и така натака. Бидејќи еден дел од тие партии реално беа против НАТО и така натака. И тука ќе завршим со ова. Република Македонија, интерес наш, на сите граѓани, велам да бидеме дел од НАТО и ЕУ. Јас сум цврсто убеден дека ДУИ ќе направи све Република Македонија да се интегрира во НАТО. Бидејќи ние го пропуштивме таа шанса во Букурешт. Тоа беше интерес на Република Македонија. Зошто го пропуштивме? Го пропуштивме затоа што тогаш беше председател Буш, имаше голема воља на вистина да го помага Република Македонија. Они сакаа стратешки договор со Америка. Јас да завршам. И ова што го кажува, ДУИ ќе направи све. Што е тоа се? Све ќе направи Република Македонија да се интегрира во НАТО. А зашто досега не направи? Ние сме направиле наши. Па тогаш што е проблемот? Само уште повеќе да направите? Што уште повеќе може да направи? Тоа секако дека треба да има политичка воља и од политичките партнери во владата. Ама кога немало политичка воља од досегашниот ваш политички партнер да влезете да влеземе во НАТО? Па тој политички партнер ја дотера работата до Букуреш 2008 година. Кој стави пречка? Грција стави пречка. Не се, јас ќе ти кажам многу отворено. Ајде. Кој сака како сака нека ме свати. Не може да се најде компромис со Република Грција, фалсификувајќи го историјата, ставајќи имиња на ово или на оној. Ние не требаше да одиме... Која фалсификува историјата? Па, статуата на Александар Велики, ќе ви кажам. Што бил Александар Велики? Бил мајката албанка од Албанија, таткото Филип, нели, од Аријаните. Да. Така? Не е македонец. Да. Тој е роден во Македонија. А како се мајката Олимпија му е од Албанија. Како се нарекувало царството на Аргијадите? Нешто друго. Диум како се нарекува? Не. Кралот на македонските кралеви. Не сакам да влегувам. Ама немојте, молам. Александар Македонски е светска личност. Друга ми беше Поентата е што мешате работи, никој не украл ничија историја, немојте така. Ќе ви кажам, али немојте така. Вие го застапувате села, па веќе села идете у партија. Така? Подобро вака приказки имате со села, вака него со. Ве молам, без провокација на национална основа. Нема национална основа? Јас го кажав тоа, да не отвараме темите за историјата. Јас ви зборувам дека Алити не постоеле албанците тогаш во Ранио. Зборуваме за интеграција на Македонија во Не ЕУ и НАТО. постоеле нации од денешниот аспект, како што не постоеле ни македонци, ни бугари, ни грци, како денешни нации. Пелазгите си читал за пелазгите, за илирите. Ма тоа се народи кои немале врска со денешните нации. Сега отидовме луѓе. Вие сакате да ја прикажете. Кај отидовме сега и јазикот и дарданите, така? Да. Ама па тоа илири се дал. Ама кај отидовме сега? Зборуваме за Вие не ги знаете работите. Имаме уште малку време. Не, тезата ми е ова, дека ние дека ништо нема, ви благодарам многу вака испадна. Ние не требаше да одиме на џон на Република Грција со нашите политики. Ние требаше помеко, подипломатски, да имаме преговори, разговори, да се најде компромисот со грците, Република Македонија да влегува во НАТО. Кажете го компромисот на Алити. Нели изградите заедно со вашиот политички партнер партнер. и дури Ахмети беше во Грција, значи градевте мерки на доверба и тие беа прифатени. Па и министерот за одбрана кога беше во Грција. Како да не дадува резултат таквите мерки. Зашто да не иде во Грција? Ама треба да иде. Кој вели дека да не иде? Кажете го решението. Го гледате хендикеп. И Груевски беше на разговор во Грција. Близко бевме да се најде тој компромис. Па тоа го знае Груевски. Па го знае Груевски и Амети дека многу близко било до тоа да се најде компромис Република Македонија да се интегрира во НАТО. Кажете го па ова е што ви кажам. Заев ќе го прифати компромисот. Се договоривте со него? Ќе гледаме. Андонов, да ве прашам. Јас ви кажам однапред дека ќе прифати се што ставот на а не како вие кажувате, бидејќи не е фер. Не е фер да кажувате за лидер на партија дека било што све ќе прифаќа. Па и тој е македонец, и тој има крв. И тој има семејство, и тој има
партија за Јас сум себе. убеден во тоа, но има и некои Зашто други работи зборувате? кои се А мотивирачки неодговорно или е да кажувате ограничувачки. така све што ќе му Па биде. не токму, ова ви го кажувам токму затоа што ви реков, нема реформски Ја не сум капацитет. адвокат. Дали има или не, ќе каже Нема времето. реформски, има задача која треба да Ама исполни. времето ќе каже дали има реформски А вие ќе бидете капацитет дел од или таа не. задача, ќе видите. Вие однапред го осудувате. Ако Заев ја внесе Република Македонија во НАТО со името Република Македонија, јас ќе му честитам и ќе се извинам за тоа што сум го кажал. Добро. Јавно кажувам Тоа на е- телевизија. Видете, Како Република најважно ќе Македонија биде не за е Македонија, не само дали ќе има... Дали вие ќе се извинете или не, вие како личност или тие кои влегува во парламентот или Иванов треба да му се извини на целата нација, на сите граѓани во Република Македонија, бидејќи во парламентот покрај другото беше влечен или до смрт Тепан Зијадин Селја, а тој е представник на албанците. Вака само малку. И тоа нема така лесно да помисли. Значи ако сега треба да почнеме да се извинуваме за некои работи, Бидејќи тој беше Тепан заради неговите ставови и заради тоа што беше албанец. Не. А Заев беше Тепан заради вашите настапи. провокација. Заради врз вашите македонскиот настапи народ. што им го Тоа што миете го кажа, мозокот тоа што го на кажа Села граѓаните. во однос на навредите кон македонскиот народ, А не е навреда Иванов да игра со мандатот и да кажува нека се албанците. уставот му Па тој дозволува. директ... Што рекол? Што рекол? Ма како и остава. Кога Иванов ги навредил албанците, кажете ми? Кажете ми И случај. вие кои сте биле Да по улици, превршиме. и Иванов ги навредил албанците Како? со тоа што Со со што? тоа што цело време манипулираше со граѓаните дека тиранската платформа. Па, Тоа не беше постои ли декларација, тоа беше декларација на партиите на албанците. Национална ние кога платформа сакаме- потикната од Андонов, Еди Рама. ние кога сакаме ќе одиме кај Еди Рама, Ама кој ви кај брани да Ашим одите? Тачи и така Ама вие натака. чии државјани Кога сте? сакаме ќе Чии одиме ќе државјани се сте? Кажете ми консултираме. на која држава Ние сте сме државјани? државјани на Република Македонија Која ви е како матична албанци земја? овде. Како албанци. Ова ви е е матична матична, земја? ова е моја матична Која? земја. Овде, Која? во Република Македонија. Така е. Да. Према тоа, али не значи треба дека да ги застапувате али не интересите значи на ти Република не си свесен, Македонија. ти не си свесен што лошо сте му направиле на ова држава и на ова општество. Вие сте Кој ви викале, направи лошо? па вие кои викавте линч на албанците Кој викал линч на албанците? по улици во Кој Собранието. тоа го кажал? Нема да манипулирате ниту еднаш, па немало има таква Мислам парола дека- истакната. Ве молам, Тогаш вие не живеете во ве овој молам, свет. кажете ми Што да каде, ви кажам? покажете ми кога имало парола за линч над албанците, немај да манипулирате, ве молам. Цело време. Ова е, константно. вие потикнувате меѓуетничка нетрпеливост, со тоа, со вака се однесувате Вие сега. со овакви настапи Со што ја им го потикнувам? миевте мозокот на тие На кои кого влегува во сум миел собранието. мозок? Ја или било кој друг? И другите Како? кои во оваа студија Ја не го терав Зијадин Села од говорница во македонскиот парламент да ги навредува Зијадин Села е македонците. представник на своите гласачи и ќе зборува све што он мисли дека треба да збори, а не Јас вие да отидам јас Добро. иди во каде сакаш. Тетово или во Гостивари да Не, зборувам не, против тоа е албанците Гостивар. или одовде да зборувам против албанците, како ќе ме разберат? Сте зборил. Кога сум зборувал? Па цело време се Кој јас сум зборувал? Па не, твоите наследници. Кој Кој мој што наследници? протестираат. Што зборувате, господине? Време да Али завршиме, ве молам, ќе немој да почнат манипулирате. Ова што го зборувате нема врска со вистина, ве молам. Почитувани гости. Кога немате што да кажете, манипулирате. Тоа многу често го мораме правите. да завршиме Многу често го емисија. правевте во Граѓаните емисија. не Жал ми е, господин Љубише, што не успеавме да дообјасниме каква нереформска влада ќе имаме, а за економските беше битно ова резултати што го ќе зборувате. видиме. Веројатно и затоа Не, ве дозволи видите, да не, расправаме. влеговме во погрешна дали насока вие- воопшто, ова најмалку Ма тоа беше беше ваш битно. избор. Јас лично Дали ќе сметам биде дека реформистичка или не, ќе покаже време. Лично сметам дека етничките, оставиме меѓуетничките односи не се во прашање во Република Македонија, иако Ама како господин да се, Наталити како да се на играме тоа кај сака да најчесто игра, не се во прашање меѓуетничките играм, односи. не играм. Проблемот ќе Ставиме- биде, ќе видите, не играм јас во тука. проблемот со името со Тоа се државата предвидување, и господине. проблемот со Значи, тоа е економијата ваш ќе го став. видиме. Значи, тоа Јас треба да не играме. играм. Јас ви реков јавно, повторувам, ќе се извинам ако Заев ја внесе Република тоа Македонија што во не мора да НАТО се со извинувате, Република тоа што ќе Македонија, јас извинуваме ќе му во НАТО. честитам и ќе Не, му не е најбитно Андонов, тоа. Јас не играм. Јас ова што ти го кажувам овде сум го рекол на говорница, сум го рекол сегде, бидејќи сакам да бидем одговорен и према граѓанинот македонец, албанец, турчин, вла и така натака. Интерес на Македонија е да ги реши меѓуетничките проблеми. А што не е решено меѓуетничките проблеми, Многу господине нешта, Алити? многу нешта, друга емисија ќе ти Што кажам. конкретно почнеме не од е оно. решено? Многу нешта. Благодарам што Молам. бевте
гости Албанското прашање во Република Македонија во не е аргументи, решено. А македонското господин прашање во Андонов, Република Албанија? господин Алити, ви благодарам. Решено. Ви благодарам. Па ајде да прочитате. Молам, дозволете да македонци имат права дозволете да завршим. што ги гарантира меѓународните. Почитувани гледачи, ви имате благодарам повеќе права на него што ги вниманието, гарантира почитувани меѓународната гости, заедница. ви Не можеш благодарам за таква учествието. Па споредба да како правиш. не? Не можеш, бидејќи Може, ние сме секој на да 30% во Мораме Република. Ајде се Година попишеме да видиме колку сме Ајде. господините. Ајде. Ајде, Јас сум за. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да ме покажеш, прашам тоа за не може да наредбите. направиш. Имам. Добро, дайте само говори за вас. Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.